Нов старт на неделата, нов старт на нашето маратонско отворено Студио 1. И денеска понеделнички, како и секогаш се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски. Добар ден и од мене, како за старт на оваа недела, како што рече Јана, да видиме што е оно што ќе го гледаме во денешното издание на Студио 1. Како за старт и отворање на студиото, ќе ги погледнеме дел од оние гостувања кои што беа во централниот дневник за време на викендот, како и отвореното студио со колешката Јадранка Костова во петокот, за потоа да следи првото информативно издание во рамки на студиото, каде што ќе се дружите, односно ќе ги чуете најновите информации од колегата Александар Петрески, а по него детален преглед на временските услови. Со Јана се враќаме околу 15 часот и 20 минути. Разговараме со Рената Наумовска на тема млади инженери за нова модерна иднина, а секако во стандардниот термин во 15 часот и 40 минути некаде овде во студиото сме заедно со Дејан Андоновиќ и ги анализираме случувањата во светот. По информативното издание во 16 часот се враќаме со Јана овде во студиото во 17 часот, а наш гостин е градоначалникот на Крушево, Томе Христоски, со кого ќе разговараме за туристичките потенцијали на овој убав град, како и за останатите прашања. Крушево, сите знаеме, пошто е најпознато, а најпознато е по Тоше Проески. По нашиот дел од 17 часот, кога ќе го завршиме, следува забавниот преглед на музичкото талент шоу Звезда број 1, потоа ексклузив, па Сергеј Варошлија и во 19:20 се дружите со Сашо Ордановски овде во студиото и неговиот гостин Алберт Муслиу, политички аналитичар, ќе ги анализираат сите нови настанати политички состојби во државата, а со Сашо Ордановски и со Елена Джугуманова се дружите во централниот дневник. Во 21 часот лица со Анета Кочишки, нејзин гостин Филип Достовски од Зелена алтернатива. Верувам дека повеќето од јавноста знае кој е Филип Достовски. За оние кои што не знаат, тоа е интересна прилика да се запознаат со ликот и делото на Филип Достовски. 22 часот Сашо Ордановски се враќа во студиото со специјалната обвинителка Фатиме Фетај, ќе разговараат за многу отворени прашања, како и за самата Фетај. И последното информативно издание во 23 часот некаде, така што и со тоа го затвораме ова денешно отворено информативно и забавно Студио 1. Така е, како и секогаш, различни содржини, со различни гости и се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. А сега одиме со оние така наречени наши хайлајтси. Имено во викендов во централниот дневник на 1 ТВ гостуваше министерот за финансии Драган Тевдовски, секако со неговиот советник Рилинд Кабаши. Поводот, меѓу другото, беше и тоа што кредитната агенција Fitch ни го зголеми кредитниот рейтинг од ББ на ББ+. Ова се случува после 13 години, што секако беше дочекано со позитивни реакции, особено од финансиерите. Меѓу другото, министерот и неговиот советник оценија дека фактички со ваквото подигнување на кредитниот рейтинг, сите оние меѓународни инвеститори повеќе ќе не перцепираат и се зголемуваат можностите за земјава. Во продолжение слушаме дел од овој разговор. Какви се проекциите сега? ББ плюс од ББ стандардна. Што значи тоа за земјава, освен подобрување на кредитниот рейтинг на земјава од аспект на поевтино задолжување? Подигнувањето на кредитниот рейтинг е важно, зошто бидејќи инвеститорите потенцијални, посебно меѓународните, кога носат одлуки да инвестираат или да вложуваат во инструменти на државата, тие како еден од поважните работи што ја гледаат индикатори е кредитниот рейтинг. Многу е важно дека доаѓа до зголемување на кредитниот рейтинг за прв пат после 13 години, бидејќи последното зголемување беше во 2006 година. Што значи ова? Тие веќе ќе имаат од меѓународни релевантни институции аргументи зошто да вложуваат повеќе во земјава, да отвараат нови бизниси,
да создаваат нови работни места, сето тоа ќе го влече нашиот економски раст, да оди напред, но исто така и ќе го подигнува животниот стандард. Исто така како што и вие истакнавте во вашето прашање, важно е дека зголемувањето на кредитниот рейтинг во иднина ќе намали и цената на долгот на државата. Споминавте вработување, кога беше господине би ве прашала вас кои се преостанатите придобивки, ама конкретно еве за обичниот граѓани. Да се надоврзам на она што веќе го кажа министерот. Ова е првиот индикатор кој што било кој инвеститор кој што се мисли го гледа пред да се одлучи да инвестира во една или во друга земја. Со ова ние одиме чекор напред, значи сега веќе сме и оценети за се она што е преземено и на политички и на економски план. Значи потенцијалните инвеститори добиваат многу подобра слика за државата и тие ќе бидат понаклонети за инвестирање во државата, бидејќи ризикот на државата е со ова намален. И важно е можеби да истакнеме еве и за нашите за вашите гледачи дека меѓународните инвеститори тие веќе многу подобро не перцепираат од минатата година, значи 2018 година тоа се виде во многу пониската цена која што ја плаќаме за еврообрзницата, каматната стапка беше најниска, исто така приносите, јилдовите на еврообрзниците кои што котираат на меѓународните пазари се најниски од било кога досега. Се ова се аргументи зошто и се подобри кредитниот рейтинг. Министре, сите меѓународни заедници не алармираа во однос на јавниот долг, вие знаевте дека ќе расте, зошто? Во однос на јавниот долг, значи клучно е дека ние наследивме еден брзо растечки јавен долг, кој потоа го стабилизиравме. Ако во периодот од 2008 до 2016 порасна од 23 на 48,8% од БДП, последната бројка е дека тоа е намален. Ние апсолутно водиме политика на управување на јавниот долг и успеавме да го ставиме под контрола заради низата на реформи кои што ги направивме. Дури еве и во овој последен извештај на Фич се апострофира, се потцртува дека заради реформите кои што се направени во системот на јавните финансии, тие пред се ги потенцираат фискалната транспарентност, поставеното фискално правило на општините, потоа пензиската реформа, но ние направивме и други реформи и Фич вели дека со тоа ги намалуваме ризиците ризиците за рефинансирање. Ветивте многу проекти и реформи, но освен прогресивниот данок, не гледаме ништо, споминавте дека наследивте долг, меѓутоа на етен начин се гледа дека министерот Тевдовски ги продолжува старите проекти на Ставревски. Зарем така ли да ве памете јавност? Јас не би се согласил, посебно во системот на јавни финансии. Ние точно е дека направивме праведно оденечување, ја воведовме таа реформа, но таа ја направивме за да обезбедиме дополнителни приходи во буџетот кои што ќе се користат за реформата на системот на социјална заштита, кои што веќе се спроведува со оваа реформа. 25.000 домакинства веќе започна да добиваат многу повисок социјален трансфер. Колку е бројката на тие што плаќаат поголем данок? Имаме податоци? Значи, ние тоа јасно го соопштувавме цело време, дека само за еден мал дел од граѓаните, тоа е за 1%, околу 1%, се воведе втора повисока маргинална стапка на разликата над 1500 евра, додека за мнозинството граѓани данокот се намали, бидејќи го зголемивме даночното ослободување. Исто така во фискалната сфера ние направивме и редица други реформи кои што се препознаени од меѓународни институции, например фискалната транспарентност е голем чекор напред за подобрување на ефикасност на трошењата, потоа е исто така многу важна реформата на системот на јавни набавки, но еве ако зборуваме економски, најважно е дека заради добро поставената фискална политика, нашата економија бележи раст. Една од темите која што можеби се провлекува, а можеби и постојано се дискутира за неа, е функционерските привилегии и колку тие се потребни и неопходни во држава како Македонија со млада економија, држава што не е на Скандинавија. Во Скандинавија, ако функционерите возат велосипеди, и тоа се чести примери, во Македонија
изминативе години имавме доста примери каде што на пратеници им беа доделени многу финансиски средства за патни трошоци. Државната ревизија откри дека министри трошеле пари на различни бифтеци, на различни гозби. Има функционери кои што многу, и тоа како ги користеа тие привилегии. И сега прашањето е дали тоа е неопходно или е расипништво. Јадранка Костова овде во студиото разговараше со Катица Николовска од Државната комисија за спречување корупција и Џабир Дерала од Цивил. Функционерите по завршување на мандатот имаат право да се пријават и цела година да примаат од буџетот и да ја примаат истата плата. Кај пратениците или функционерите се околу барем 1000 евра. Проблемот е што има случаи, многумина влегоа во политиката со своја професија, приватен бизнис, адвокатури и потоа по заминување стануваат невработени и цела година примаат апанажа. Се крие ли и тука расипништво? Каква е состојбата и што треба да се менува, ако треба да се менува? Дефинитивно треба да се менува. Ние исто така отворивме предмети за овие надоместоци што следуваат на избрани и именувани лица по престанок на нивниот мандат. Кој е интересот? Несомнено, високите плати што ги земаат како функционери, било да се избрани лица, било да се именувани како директори на некои јавни предпријатија или акционерски друштва, веќе создава доволно место и простор да се користи правото на апанажа. Тоа што во зависност од мандатот на кој што бил функционерот, му е определено и времето кое што ќе го користи. Па има од 3 месеци најмногу до година дена да ги користи привилегиите кои што произлегуваат од апанажата. Меѓутоа, главен и основен мотив е износот. Пратеник несомнено ќе користи 12 месеци. Се согласувате дека до 1 година треба да остане одредбата за апанажа? Лично сметам дека е многу долг период. Тој затоа што, како што истражував во околината на Македонија, другите соседни држави, периодот на кој што е доделено правото за користење на апанажа е помало неголи кај нас. Меѓутоа, тоа треба да произлезе соодветна анализа и испитување на законската рамка и можностите. Сепак тоа е оставено на усогласување, на наоѓање на работно место, евентуално ако претходно ако му престанал работниот однос на избраното именуваното лице, да може во тој период да најде вработување и така натаму. Меѓутоа, најчесто тука се користи правото, а потоа 1 година, а потоа они во меѓувреме се наоѓаат вработување, најчесто во јавни предпријатија или акционерски друштва, кои што во однос на примањата се далеку по примамливи во однос на приватен сектор, доколку нормално нема веќе некоја приватна фирма зад себе. Так. Јас би го поставил прашањето што прави човек кој ќе изгуби работа или ќе му престане договорот за работа со одредена фирма во реалниот сектор. Тој оди на завод, на биро и доколку има сериозни проблеми социјални, односно не може да го прехрани семејството, себе си и така натаму, добива социјална помош. До моментот кога ќе добие ново работно место и понатаму му продолжува животот на малку попристоен, достоинствен начин. Тоа е, значи, ако тоа не е пракса со функционерите, тогаш имаме нееднаквост која не е дозволена според уставот на нашата земја. Значи не може да бидеме сите еднакви, ама некои да бидат поеднакви од другите, како во животинската фарма на Орвел. Значи не. Тоа е дискриминација. Апанажите треба едноставно да се укинат. За сите. Буквално за сите. Жабир, значи она што го предлагате ова да се укине, да идат со јавен превоз, па нема да има доволно кандидати за функции и за пратеници. Не ќе можат партиите листите да ги пополнат. Уверен дека ќе има доволно и повеќе од доволно честни луѓе кои ќе се пријават за функции. Ама тогаш од корен ќе треба да се промени личната карта на политиката.
политичката палета во земјата ќе се промени. Меѓутоа, сигурен сум дека има и повеќе од доволно многу честни луѓе, исто како што знаеме дека и во овој момент има честни луѓе, само што споменавте некои луѓе на оваа маса, кои од свој джеб, значи не може министер за надворешни работи да има толку ниски трошоци. Меѓутоа, од свој джеб платил кафе. Од свој джеб платил ручек или вечера на некој свој гостин или на некој свој соговорник. Се качил во собствено возило и не го пријавил трошокот во заеднички служби или не знам каде се пријавува тоа. Значи, имате ситуација во која огромен број луѓе во системот имаат право на апанажа. Па тоа се луѓе во управни одбори, па тоа се луѓе на различни позиции во локални или во државни Треба институции. да се види колку тоа годишно Прво и основно, ја чини државата. јас сум убеден дека ДКСК наскоро ќе излезе со таков податок. А за она веќе долго најавувана реформа во управата за безбедност и контраразузнавање, конечно власта и опозицијата веќе се усогласија. Меѓутоа, дали согласно новиот закон се уште можеби ќе се провлекуваат, односно ќе постојат можности за злоупотреби, нешто што беше случај долги години наназад. А страв секогаш постои за тоа. Така е, да, дефинитивно постои. Во тој однос се поставува она вечно прашање дали на ваков начин, односно со ова ново законско решение, ќе се намали влијанието и моќта на тајната полиција и ќе се деконцентрира таквиот вид на влијание или моќ. Со Јадранка Костова во отвореното студио 1 на оваа тема разговараше Магдалена Лембовска од Евротинк. Слушаме дел од нејзиниот став. Се предвидува полиграфско тестирање на вработените. Тоа е нешто Полиграфот ново. никогаш не е секогаш 100% сигурен. Не е 100%, меѓутоа јас верувам дека идејата била ова решение не беше во првичната верзија која што која помина на прво читање во собрание, меѓутоа беше дел од тие усогласувања помеѓу власта и опозицијата, да. Веруваме во смисла на една гаранција понатаму дека ќе се презема дополнителни чекори да се осигури тој да кажеме некој интегритет на вработените. Полиграфот не е 100% гаранција, не значи дека лицето кој што го поминало дека 100% може да се верува на тие резултати. Меѓутоа може би една додадена вредност е лица кои што биле исклучително искомпромитирани, би рекла, во минатото, може би не би се ни осудиле да седнат на полиграф, бидејќи не само што не би ја поминале таа проверка, туку може би на тој начин би откриле информации за себе си кои што понатаму би можеле да се користат преку нив, така што верувам дека на дел од нив им се исплаќа да... Комисија за селекција на кадрите сега се предвидува да има и 2 пратеници. Тие немаат право на глас. Таа комисија е доста дискутабилно решение, бидејќи се работи за мала група од луѓе кои што ќе дојдат од Министерството за внатрешни работи на предлог на министерот за внатрешни работи и тие неколку лица ќе имаат, да кажеме, задачата да ја направат таа селекција, што остава простор нели за скептичност како ќе биде сето тоа изведено. Тоа 2 пратеници ќе биде еден од владеачкото мнозинство, еден од не се знае, не знаеме во решението дека ќе дојдат на предлог на комисијата. Предпоставувам дека би самите би одлучиле како тоа би го направиле. Јас искрено мислам дека не е добро решение, бидејќи не е местото на пратениците да бидат во таков тип на комисија за селекција на кадри. Мониторирањето можеби е поадекватно за граѓанскиот сектор. Посебно, мислам дека граѓанскиот сектор не би можел, бидејќи сепак лицата кои учествуваат треба да имат безбедносен сертификат. Меѓутоа, ова комисија, ваква како што е досега, не покажа никакви резултати во однос на надзорот над управата за безбедност и контраразузнавање, што нели таа комисија постои во рамките на собранието со цел да врши надзор и да ги осигура граѓаните кои нели ние немаме пристап до информации во однос како тоа работи УБК, меѓутоа затоа имаме собраниска комисија која треба тоа да го прави во наше име. Ова комисија за жал ништо не покажа досега, се сретнуваат само за да ги разгледуваат годишните извештаи, не дека нема законска основа во моментот да извршат некаков надзор во овој транзицијски период кога ние очекуваме нели да се случи таа реформа, така што мислам дека не е најсреќното решение, меѓутоа останува да видиме како ќе се одвива целиот процес. Што станува со кадрите во
сега вработени во УБК кои нема да поминат во новата агенција од најразлични причини, еве да речем. Според реформата предвидено е дел од тие кадри да ги преземе Министерството за внатрешни работи, односно тие веќе имаат работен однос во МВР, меѓутоа да им се најдат други соодветни места, верувам во рамките на полицијата. Сега интересно е тоа што... И што ако е некој компрометиран, ако не помине на полицијата? Зошто мора да се задржат таквите кадри? Да, ако некој не ја помине безбедносната проверка, првичното решение беше дека тие лица ќе добијат отказ, значи нема место за нив во ваквите служби. Тоа вие која работевте на предлог законот или? Да, ние работевме на предлог законот, имавме одреден простор да ги кажеме нашите забелешки, тоа беше процес воден од Министерството за внатрешни работи, нели тука се слушаше последниот глас. Понатаму претрпи повеќе измени после работата на таа работна група, така што како референтна точка го земам онај предлог кој што влезе во собрание, односно кој што беше тако ставен на гласање како таков. Значи во тој момент беше предвидено тие лица кои што нема да поминат безбедносната проверка да добијат отказ. Меѓутоа, еве, после тие партиски усогласувања, гледаме дека тие лица ќе бидат префрлени во други институции во јавната администрација. Така, овие разговори, како и сите оние претходни кои што сте ги пропуштиле, а кои што се случувале овде во отвореното студио, меѓутоа вторските емисии, секако и гостувањата во Централниот дневник, секако можете да ги погледнете, да ги најдете целосно на YouTube каналот на 1TV или пак на сајтот 1tv.mk. Јас и Јана овде правиме пауза, следува информативното издание со Александар Петрески, се враќаме во 15 часот и 20 минути. Се гледаме.